Значи, јас сакам да кажам, машките многу често ги гледам од долне општина, од многу села, ги гледам навечер и денски во прилеп. Но не ги гледам девојчињата. Дали девојчињата имаат слобода навечер, повеќе другарки, 3, 5, 10, не знам колку, да отидат во кафич? Тоа сакам да ве прашам. Имате право. Кај нас машките имаат право да излегуваат и дење и ноќе во кафе, а ние женските никогаш немаме право, не можеме да излеземе дури во маркет да одиме да купиме нешто што ни треба за дома, немаме право, оти Ама зошто суета тоа? се плаша да не се омажиме. Нека што, ето е тоа, извинете, друго што е? Нека што? Дали родителите вас не ве пуштат или за мислењето на селаните живеат? За мене не пуштат, ама селаните веднаш... Не за родителот, за мислењето на селаните Знаете, своедно стече нема. Тоа е изрека која што стечето треба повеќе стече, за да има поле. Значи јас многу јасно го кажам првиот дел кога зборнав нешто, дека уште имаме патриаркализам, уште владее она старото его кај луѓето, уште владее традицијата. За да се откорни едно нешто треба време. Соедно, еве превие едно стече. Значи таа сака пролет, разбираш? Не, и јас јас сум второто пример. Ева е вертето, ама треба многу. Дури како, значи општеството, овие краишта, младците треба да се затоа ќе треба да ги читат овие работи кои што конвенции има за права на жени, конвенции за има повеќе конвенции. 10 декември е донесена 1948 година Конвенцијата за правата на луѓето, значи на човекот. После 1974 имаме на жените, тие треба да се читаат за да видиме каде сме. Ама ние уште имаме стари навики. Ама јасно тоа... Значи ние ќе остарееме дури да се навикнеме. Овие младите генерации може ќе се постигнат нешто после 30 години, после 40 дури овие постарата генерација, значи за да дојде до промена. Ние преку образовниот процес, воспитно образовниот процес, имаме предмет граѓанска култура, кој што предметот ни се дава многу влијание во образование. И тоа е еден од предметите кој што нас не укажува како треба ние да се движиме кон европскиот свет.